Почитувани гледачи, ја следите програмата на КТВ. Во продолжение следува емисијата Со повод. Ова емисија Со повод ја реализираме, би рекол, со голем повод. Од печат излезе монографијата 120 години гимназиско образование во Кавадарци од професорот во пензија Добре Ставров. Човекот кој што цел свој живот го минуваше со учениците во гимназијата во Кавадарци, човекот кој што работеше на едукација, на воспитување на учениците, сега направи една монографија која што е од големо значење за средното образование во Кавадарци и пред се за училиштето, за гимназијата, поранешна Јосип Броз Тито, сегашна Добри Даскалов. Ќе поразговараме со господинот Добре Ставров. Благодарам што прифативте да направиме една ваква емисија, воедно да направиме еден вид на промоција на ова, би рекол, големо дело за Кавадаречката гимназија. Јас ви благодарам вас што се прифативте да ја објавиме книгата и мислам дека со тоа ќе се допринесе да знаат луѓето дека е излезена од печат ова книга и кој е заинтересиран да се јави и да си ја купи. Целокупниот мој живот е поврзан воглавно за две многу драги места. Тоа е селото Мрзано Равец и градот Кавадарци. Кон селото се одолжив со монографија за животот, настаните и значајните личности уште од пред 10 години со наслов "Живот што тлее во пепелта на згаснати огништа". Насловот го дадов од причина што моето село, кое беше едно од најнапредните, сега практично е скоро раселено. Втора желба ми беше да оставам траги, а да оставам и пораки и од работата моја во гимназијата. Ова моја публикација всушност е хроника или летопис за гимназијата, за незиното 120 годишно постоење, како најуспешна и најпрестижна воспитно-образовна организација за средно образование во Кавадарци. Книгата е со поголем формат, содржи список на сите ученици што се завршени во гимназијата, содржи 243 фотографии кои се визуелна хроника за настани и личности што работеле во гимназијата и постои список на сите директори, 13 досега, што раководеле со гимназијата, список на сите 271 наставник, професор, што работеле во наставата и список на 59 вработени од административно, техничкиот и помошниот персонал.
Така да сметам дека се прави една заокружена слика за работата и за постигнувањата во нашата гимназија во период од 120 години постоење. Велам 120 години, бидејќи во публикацијата го опфаќам периодот од отворањето на првата гимназија во Кавадарци во 1893 година, па заокружувам со 2013 година, што представува 120 години работа на гимназијата. Во публикацијата не е прикажано само образованието изолирано, туку и општествено-политичките и економските прилики во Кавадарци за сето ова време од кога постои гимназијата, па во тој смисол ова публикација представува и историја за гимназијата, хроника за градот Кавадарци. Бидејќи не може изолирано да се гледа образованието без приликите во кои се одвивало и во кои се а кои прилики се различни. Во турското владење, за време на револуционерните движења, за време на Балканските и Првата светска војна, па потоа Кралска Југославија, фашистичката окупација од страна на Бугарија и на крај го опфаќам периодот од ослободувањето на Кавадарци па до 2013 година. Гимназијата, како што веќе и напоменавте, прво го носи името Јосип Броз Тито до 1994, а во 1994 година, од 1994 Добри Даскалов, патрон кој е од Кавадарци и кој е многу познат војвода и еден од нашите револуционери кој е соработник на Гоце Делчев и кој има јасни визии за слобода на македонскиот народ, без влијание на туѓите соседни пропаганди. Така. 370 страници материјал во кој што секој кој што бил дел од гимназијата може да го прочита развојот на ова училиште. Колку време ви беше потребно да ја подготвите оваа монографија, бидејќи се собирани многу податоци? На оваа публикација работев 3 години, најмалку. Не беше лесно да се соберат сите овие податоци што ги имам во книгата, ама бев упорен, иако сум во позни години. Ми беше зацртано тоа како една обврска и сметам дека ја исполнив успешно. Оваа книга практично ќе биде интересна за сите граѓани на Кавадарци. Од причина што нема семејство во Кавадарци од кое барем еден ученик не поминал низ клупите на гимназијата. А тука се на список 10.213 ученици што матурирале во гимназијата во последните 70 години. Значи, од
1942-43 учебна година до 2012-13 година. Зошто велам од 43 година? Затоа што од тогаш гимназијата работи како полна гимназија од 1 до 8 клас, бидејќи таков беше системот тогаш, а од 56 година работи со реформата на образованието од 1 до 4 година. Така да интерес може да има секој што завршил гимназијата да ја види, да ја прочита и доколку јасно ли има желба да си ја купи книгата, а таа ќе може да ја најдат во книжарата до Стар Балкан, бивша култура, и во просветно дело овде на улицата Илинденска. Во списокот на тие 10.213 ученици се дадени податоци за име и презиме, година и место на раѓање и завршено повисоко образование од средното, од гимназијското. Не беше лесно да се добијат овие податоци, па јас давав и неколку повици или покани до завршените ученици да ми се јавуваат и да ми даваат податоци. Податоците ги собирав и директно и индиректно, бидејќи не е можно до сите 10.213 ученици да бидеш во контакт и директно да ги собираш податоците. Одев на тоа да од секоја паралелка најдам барем 5-6 ученици и да можам да имам сигурни податоци за нивното понатамошно школување. Може во овие податоците да се провлечат и некои грешки, ама не се од мене, туку така ми се соопштени. Така да некој може и не е застапен, или па некој е застапен со погрешно заведен факултет. Допуштам дека може да се најдат такви грешки. Сакам да напоменам дека во нашата гимназија имаме многу талентирани, многу бистри, остроумни ученици кои понатаму имаат многу успешна кариера. Од вкупниот број на ученици завршени во гимназијата, 4.895 имаат завршено високо образование, а 934 ученици висше образование. Или вкупно 5.829 ученици се здобиле со повисоко образование од средното. Тоа е една импозантна бројка, во проценти изнесува 57%. А верувам дека процентот ќе се зголеми, бидејќи имаме се уште од овие генерации актуелни студенти, а и од последните генерации не ми се до крај проверени сите ученици. Верувам дека најмалку уште 1500 наши ученици ќе се најдат, ако направам дополнување на ова, во списокот на тие што имаат повисоко образование, а тоа е многу значајно. Морам да напоменам дека
od ovije što ima повисоко образование, od našата gimnazija ima 58 доктори на науки. И тоа се студенти кои завршиле на најпрестижните наши европски и американски факултети. И целта ми беше сите нив да ги внесам во книгата со фотографија како траен спомен и со кратко CV за нивната работа и за нивниот научен опус. Ние навистина можеме да бидеме горди со успехот на многу наши ученици кои се извонредни и кои се првенци на најпрестижните, најстарите факултети и универзитети во Европа и во САД. Тоа се сестрите Стојанови, Бојана, Менка, Марија. Тоа се Јулијана Ѓорѓиева и ред други, оставам да ги видите во книгата, бидејќи за сите имам. Ние сме една од водечките гимназии во Републиката и моја најголема желба е и понатамо гимназијата да продолжи со успешна работа и да биде една од водечките и најуспешните гимназии во Републиката. Морам да напоменам дека многу наши ученици со својата ученост, со своето образование му припаѓаат на врвот на интелектуалната елита на Републиката. Имаме извонредни професори на сите наши факултети, а извонредни професори и научници во разни научни институти широм светот, каде се на врвно место и каде се многу почитувани. Еве да наведам еден пример. Кавадарчани треба да знаат за овие наши учени. Трајче Стафилов, доктор на хемиски науки, е еден од врвните научници во Македонија. Он веќе преку 10 години спаѓа во елитата на научници од Македонија. Тој е најцитираниот научник од Македонија во странските стручни списанија. А тоа е многу големо признание. И не само Трајч. Имавме на правни факултет ние врвни професори, тоа беа Владимир Митков, Милан Нетков, Драги Мицајков. Они беа и истакнати политички, обшествени работници, па и најуспешни суди на Уставниот суд и председатели на Уставниот суд Владимир Митков и Милан Нетков. Владимир Митков беше и председател на председателството на Република Македонија се до изборот на Глигоров за председател на Републиката. Значи, он беше рамен на Глигоров. И тоа многу успешен и многу авторитетен председател. Професоре, во предговорот на книгата ќе забележите дека сте посебно приврзани кон гимназијата. Школувањето во гимназијата е неизбришлив спомен од мојата младост. Всушност, на најубавиот период од младоста во полн расцут ученичките години исполнети со животна радост.
Велите, имам уште еден повод да ја сакам гимназијата. Во неја го поминав целиот работен век како професор и директор. За моето скоро 22 годишно директорување во гимназијата, ни за еден судски спор не е ангажиран адвокат, не е изгубен спор и не е платен ни денар за судски трошоци. Сите судски спорови ги застапував сам. 22 години на првата позиција во гимназијата. Како беше тогаш, како е сега? Може ли да се направи една паралела? Па видите, јас сум навистина многу приврзан кон гимназијата. Гимназијата ми е втор дом. Дојдов на 13 години да учам во гимназијата во 4 клас. Претходно во родното село завршив 3 класа гимназија, нижа гимназија. Тука завршив гимназија. По завршувањето на факултетот, целиот работен век го поминав во гимназијата. Тука стекнав многу пријатели, другари. Тука стекнував екзистенција за моето семејство, бидејќи целиот работен век го поминав во гимназијата како професор, а 22 години и како директор на гимназијата. Според тогашните услови, сметам дека успешно ја обавував работата. Јас сум човек кој не се задоволува во работата со површност и просечност. Секогаш настојував тоа што го работам, да го сработам што е можно по-успешно. И во тој смисол мислам дека бев успешен директор. Такви беа условите тогаш да раководам сам со гимназијата, а ете, за моето директорување не ангажирав никогаш ни адвокат, ниту пак плативме судски трошкови за изгубен спор. Сите предмети ги застапував сам, се разбира со помош на мои другари правници, кои ми помага. Во тоа време требаше да се знае, да се познава убаво законот за работни односи, законот за постапка, јасно, законот за самоуправување. Јас тие акти сам ги работев и за училиштето, па доста добро ги совладав и со помош на мои другари правници велам дека успешно ги застапував сите предмети на суд и сум горд на тоа што не изгубивме ни еден спор и не плати гимназијата никаков трошок за судски спорови. Велите, иако беше нижа гимназија во првите години, сепак овдека се школуваше интелигенцијата на градот. Видите, ако е нижа гимназија, ако е на туѓи јазици, оти таа почнува во 1893 година на бугарски јазик, основана е од бугарската екзархија, ама наставниците што работат во гимназијата сите се македонци и наставата ја изведуваат на македонски јазик. Само што свидетелствата што ги издаваат се на бугарски и на старотурски јазик. Тука има едно свидетелство кое зборува за форматот на свидетелството и кој е носител на образованието. Па видите, иако е нижа, иако е на туѓи јазици, во неа се добиваат основите за образование, кое потоа оние што имале можности материјални го продолжувале во другите
повисоки висши средни училишта, во гимназии, во учителски школи, во земјоделски училишта. Па затоа велам дека, иако е нижа гимназија, таа е јадро на градската интелигенција во Кавадарци, која е носител на општествено-политичкиот, културниот, економскиот подем на своето време. Еве да напомениме дека во нашата гимназија се имаат школувано и тоа како одлични ученици до 4 клас Страшо Пинџур. Габерот, Димката Габерот до 3 клас, бидејќи во 1929 година е укината гимназијата со јануарската диктатура, јасно, па тука се има школувано Лазар Мојсов, Ристо Џунов, Минчев, Тодор Атанасовски, Туриманџов, командантот на Втора македонска бригада и сите најпознати општествено-политички дејци од нашиот град. Тука се школувале браќата Каџитефови, браќата Аџи Василеви, така да сите значајни личности од Кавадарци кои потоа се носители на Народно-ослободителната војна и раководители во највисоките органи на Републиката после ослободувањето се наши ученици. И тоа го представуваат врвот на политичката интелектуална елита на Републиката. Ние имаме период кога целото раководство на Републиката е од наши ученици во гимназијата. Мито Хаџвасилев Јасмин е председател на собранието. Никола Минчев е председател на извршниот совет, а потоа и на собранието. Ангел Чемерски е председател на ЦК на СКМ. А и другите, и други наши кавадарчани се во самиот врв на политиката и раководството на Републиката. За да се сработи ова големо дело, во кое што се содржани многу податоци, многу факти за едно време, сигурно ви требаше и помош. Кој се помогна да ја сработите оваа книга? Видите, пред се морам да бидам благодарен на помошта на моето семејство. Имав полна поддршка од сите во семејството, а посебно од сопругата Олга, која ми беше вака главен поддржувач и многу ми помагаше во работата. А изразувам голема благодарност и за неколкуте спонзори што ми помогна да се отпечати книгата. Тука пред се ќе ги наведам Градба Промет, ИГМ, ГТИ, Ником, ИНАЛ, Интернешнл, МЕПОС и уште неколку други организации кои ги имам наведено во книгата. А секако должам благодарност и кон музеј галеријата во Кавадарци, а посебно
помошта во совети и насоки од директорот Петре Камчевски, кој е хроничар на Кавадарци и со неговите публикации најмногу го има задолжено Кавадарци за вечни времења со тоа што ги одбележува најзначајните настани и личности што се двигатели на културата, просветата, стопанството, економијата и општествените дејности во Кавадарци. Он е навистина многу заслужен за Кавадарци. Најдобриот хроничар што го има Кавадарци, што нажалост другите градови го немат. Потоа морам да изразам благодарност до Архивот на Македонија, одделението во Велес, каде сигурно 10 пати одев да прибирам податоци, а тие ми излегува во пресред да ми ги пружат сите можности да дојдам до архивска граѓа која се однесува за гимназијата и за Кавадарци. Благодарност до градската библиотека Феткин, каде што исто така ме обслужува со потребната литература, а благодарност и до гимназијата во Кавадарци, каде што ми беше на располагање архивата и каде што од колегите добивав податоци за бројот на учениците, а и за постигнатиот успех по години, учебни години, мислам. Професоре, благодарам што малку проговоривме за содржината на оваа книга, меѓутоа сите оние кои што сакаат да се запознаат со историјата на гимназијата, со се она што е содржано во оваа публикација, можат да ја купат оваа книга. Можат, како што реков, во двете книжари, а може и директно од дома да ја побарат од кај мене. Така да достапна е книгата, има одредена цена, на кого му одговара. Нормално. Јасно. Ви благодарам уште еднаш, нека ве држи здравието и секако. И јас благодарам што ми овозможивте да ја промовирам преку вас книгата, а имам намера да направам и промоција, ама уште не е одреден терминот, бидејќи треба тоа да го договорам со директорот на Домот на културата, бидејќи имам намера промоцијата да ја правам во киносалата. Така. Верувам дека до крајот на таму при крајот на овој месец ќе направам и промоција, а секако вие ќе бидете поканети на промоцијата да може да се одбележи и тој значаен настан за мене, а и за сите тие што ќе дојдат да се запознаат со содржината на книгата. Благодарам, нека ве држи здравието и благодариме за ова значајно дело за Кавадарци. И јас благодарам да не држи здравие. Оние грешки што ќе се појават или што не се внесени некои ученици, имам дури намера, ако ме држи здравие, да направам дополнување, па да оние што ќе купат книги, јас ќе водам и сметка вака список за после дополнување да им доставам. Се надевам дека ќе ме држи здравие уште малку да го направам и тоа. Благодарам. Молам. Во изминативе минути со повод говоревме за новата публикација 120 години гимназиско образование во Кавадарци од Добре Ставров. Слушнавте дека 3 години работел на собирање на податоци за оваа книга.
книга која што е од големо значење како за самата гимназија, така и за градот Кавадарци. Благодарам за вниманието и имајте убави моменти со нашата програма. Thank you.